Јавното претпријатие Македонски шуми организираше редовен состанок во пресрет на сезоната на берење дрва за огрев, но и на периодот на високи температури во предстојниот летен период. На состанокот се разговараше за заштита на шумите од бесправна сеча и пожари. Присуствуваа лица од секторот за заштита на шуми при дирекцијата Јавно претпријатие Македонски шуми Скопје, представници од подружница на претпријатието од Куманово, шумочуварска служба, шумска полиција СВР Куманово, представници од погранична полиција, како и од релевантните институции од општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Надлежна за заштита на шумскиот фонд е шумочуварската служба. Истата работи во координација со шумската полиција, полицијата и пограничната полиција, чие што присуство превентивно по патиштата придонесуваат за намалување на кражби на дрва или евентуално брзо алармирање при појава на пожари, со цел заштита на белите дробови на природата, богатство кое ќе остане за идните поколенија. Пораката од денешниот состанок е поголема координација и отвореност за соработка на сите институции од Куманово, Липково и Старо Нагоричане, со цел заштита на шумското богатство. Целта е да се превенира уништување на шумите на нелегален начин. Шумите се богатство дадено од Бога. Наша обврска е да го заштитиме и да им го оставиме на идните генерации. Уништувањето на шумите ќе предизвика и проблеми при порани дождови, поради што превенцијата е најдобар начин да се избегнат сите можни проблеми. Да напоменам, граѓаните мора да внимаваат и при палење оган, зашто досега од почетокот на годинава опожарена е вкупна површина од 446 хектари, но за среќа поголем дел се ливади и пасишта. Надлежните апелираа на подобра организираност на сите чинители за превенирање и бесправна сеча и шумски пожари. Во таа насока, како што истакна, Јавно претпријатие Македонски шуми предстојниот период ќе постави едукативни табли од оваа област, а ќе се врши и едукација на населението.